Промена на локацијата или општина Свети Николе ќе ја блокира работата на заедничкото јавно предпријатие за управување со регионалната депонија за 18 општини од истокот и североистокот. Советот на Свети Николе нема да донесе одлука за избор на членови на надзорниот и извршниот одбор. Ако бидат ставени во мат позиција, ќе организираат и референдум. Ни кажа дека можеби ќе се најде некој модул да не ги земат ингеренциите, бидејќи ние нема да избереме член на надзорен управен одбор, бидејќи имаме апсолутно мнозинство у Советот. Граѓаните се поделени. Најголемиот дел се против Мечкоевци да биде местото каде ќе се гради депонија и фабрика за преработка на отпад, а дел не веруваат дека проектот почнат пред 12 години ќе ја види светлината на денот. Нема тоа да биде, бе, луѓе. Што направија до сега у државата за да биде така? Ај кажете ми, нешто направија ли? Не. Кога Дрисла не е вистинска депонија, ова ќе биде исто. Хаос. Требница е тамо све. Требница тоа кој ќе дуне ветер, тоа ќе носи тау штип надолу. Ако го направат како Виена, како аптека, нема да загада, али не верувам. А дали ќе загадува? Нема сигурно да загадува, бидејќи нема никој да работи. Прашањето за референдум и нова локација беше отворено и пред 2 години. Тогаш иницијативата пропадна, а од општината образложија дека Свети Николе веќе има подпишано договор во кој ако го раскине се обврзува да ги плати сите досегашни трошоци за проектот од грантот на Европската унија. Но сегашната локална власт вели не отстапува од нова локација. Свесни сме дека се европски пари, дека можеби е најпаметно да најдеме заеднички став и решенија, бидејќи нема ништо почнато со градба. Само една хартија. Преку проектот за регионална депонија, општините веќе добија камиони за смет и нови контејнери. Во проектот, освен постојните општини, се размислува да се вклучи и Велес, а избрани се и компании што треба да ги исчистат сите нестандардни депонии.